Изграден и пуштен во употреба во далечната 1974 година, 71 година по подигнувањето на Илинденското востание. Споменикот Илинден во Крушево или уште попознат под псевдонимот Македониум, е еден од најзначајните и најпознати споменици во Македонија. Негови автори се Јордан Грабул како вајар, Искра Грабул архитект и Борко Лазевски како сликар. Целиот комплекс е составен од 4 целини. Започнува на гумење со прангите, потоа патот ве води до гробницата или криптата на загинатите револуционери, следува летната училница и на крајот е главниот споменик. Одлучивме да направиме една прошетка и представување на целиот овој комплекс, што точно значи секој негов дел. Се наоѓаме на почетокот на овој споменичен комплекс. Како дошло до идеја за негова реализација во 1974 година? Всушност се започнало малце порано од 74-та, нели негде околу 68 година, кога уште во времето на Југословенската федерација доаѓа до идеја да се направи еден спомен комплекс или еден споменик кој ќе ни ги долови или ќе ни ги собери како културното, така и историското минато. За таа цел било изготвено конкурс. На конкурсот победува познатиот наш Јордан Грабуловски, кој во својата автентична современа уметност го прави овој цел спомен комплекс составен од 4 делови, нели во кулминација на својата куполеста форма од споменикот, и архитект Искра Грабул, додека во самата изработка и во самите елементи ги врзува или ги додава уште двајца велелепни уметници на современата македонска уметност, тоа е Петар Мазев и Борко Лазевски. Така да сето ова, сиот овој комплекс, овој хабитат на историјата на македонскиот народ започнува со првиот дел, овде на платото, со овие, би рекол, 5 мали споменичина излиени во бетон, во една абстрактна форма која ни ја доловува историјата на 5-вековното робство на Македонија и македонскиот народ под Османската империја. Започнувајќи од првиот споменик кој е позади мене, кој го символизира векот кога Македонија паѓа под Османската империја, под робството. После тоа се трите едно до друго форми кои ги прикажуваат 3 пранги, 3 окови, или би рекле можеби најтешкиот период под Османската империја, кога Македонија фактички го губи својот ентитет. Кога велиме го губи својот ентитет, нели треба да размислиме дека 5 векови е долг период кога многу генерации се раѓаат и умираат во едни услови кои стануваат секојдневие за нив, така да и самиот тој народ како да се помирува со таа состојба, се до периодот на преродбата, нели, кога започнуваат тие организации за борба и ослободување. И сето тоа на крајот кулминира или резултира со слободата, која ни е ова последна форма, раскинатата пранга, која го завршува тој османски период, но би рекол дека се качува негде до 1944 година, до периодот на Аснум, кога ние конечно ја добиваме нашата држава, секако во склопот на тогашната Федерација на Југославија. Ова е првиот дел од споменичниот комплекс. Веднаш после него се наоѓа познатата крипта, посветена на револуционерите од тој период. Да, точно. Може да погледнеме? Секако, да погледнеме. Стигнавме во вториот дел на споменичниот комплекс Македониум, кај криптата, односно кај така наречените познати топчиња. Од оваа страна се запишани имињата на востанијата и на битките кои што се воделе за слобода на Македонија,
а од другата страна се напишани имињата на револуционерите. Така, да. Значи, вториот дел на овој споменичен комплекс се нарекува крипта или гробница, нели? Тука авторот, кога разговараме за Јордан Грабовски, мора да ставиме дека се работи за автор кој е сеопсежен и кој длабоко ја поимат историјата преку својата уметничка рака. Така да и овде тој прави еден вкупна содржина на сите заслужни за борбата за слобода на Македонија во периодот на Османската империја. Така да ги изработува овие форми налик на топовски цевки, а на фронталниот дел ги испишува имињата, точно како што кажавте, на едниот дел повеќе индивидуалните имиња, а од другата страна делови од борби, битки со станоци, конгреси и така натаму. Всушност сака да ја представи цела таа содржина од периодот на Османската империја, вклучувајќи ја цела територија на македонската држава, а не изолирано само Илинденското востание во пределот на Крушево, нели, и Крушевската република. Така да и овде се работи за една преубава идеја. Самиот дел е спуштен како под земја, фактички символизирајќи ја та криптата, гробница, нели, гробовите кои се во земјата. А самиот изглед, самата форма на топовски цевки или да ги кажеме церешовите топчина е всушност символиката на борба. Секоја символика на оружје представува борба, тоест борбата, нели, на севкупниот македонски народ за својата слобода во долговековниот јарем на Османската империја. Може би овие топчиња се символиката на црешовото топче? Па сега во конкретен случај не можам да кажам дека самиот автор има со негови зборови опишано дека се тоа церешовите топчина, но во секој случај самата форма нас не ја алудира да ја извршиме анализата дека можеби се и ликовите на церешовите топчина. Бидејќи мора да кажеме дека на ова место е направена и пробата на церешовите топчина за време на Илинденското востание, тоест во ослободената Крушевска република. Токму Значи, тука каде се настои? точно, па сега на овај рид, бидејќи во самите историски извори ние наоѓаме дека на ридот на Горно Гумења обстојува штабот, тоест горскиот штаб, штабот на нашите револуционери, и тука е направена пробата на првото церешово топче. Така да ништо не е чудно, бидејќи и самиот овој дел, самиот овој рид за изградба на овој велелепен спомен комплекс е всушност баш заради таа историска вредност. Иначе можело да биде подолу, погоре на било кој од овие ридови. Сепак во изборот на теренот мислам дека најповеќе влијание играло точно тој дел од нашата историја, значи локацијата на горскиот штаб на нашите револуционери. Спомнуваме дека ова е крипта, односно гробница, дали тука се наоѓаат останките на некои револуционери или ова е само една символика? Не, чисто се работи за чиста символика. Гробовите на нашите јунаци се распослани низ цела македонска држава, нели? Оние кои загинале во Крушевскиот дел се наоѓаат на нашите градски гробишта. Ете, можеме нака да нафрлам дека за жал можеби треба, а сепак немаме ние на алеја на илинденските борци. Како што, например, имаме алеја на борците од Народно-ослободителната војна. Но, ете, тоа било така во тој период, така било направено и така и до ден денес. Од тука се продолжува кон и трет дел на овој комплекс, а тоа е амфитеатарот или летна училница, попознат уште како. Да, точно, одиме кон третиот дел, летната сцена, тоест летната училница, каде има уште еден додатен аранжман, тоест уште едната од уметничките ликови се појавуваат како оформувач на тој простор. Да ја погледнеме неа.
Се наоѓаме во оној трет дел од споменичниот комплекс, наречен летна училница, сцена, амфитеатар, има повеќе имиња. Зашто служи овој дел и што представува? Да, уште еден дел од овој спомен комплекс кој представува фактички крај на увертирата до главниот дел, до куполата. И точно овој дел го носи името сцена или летна училница. Како прво сцена е бидејќи се користи како наменски за разни прослави, разни одбележувања. Дали периодот на Илинденското прославување, нели 2 август, дали други манифестации кои се поврзани со одредени историски датуми, тука може да се организира еден убав културен настан, уметнички друштва, театар и така натаму, додека самите овие столчина кои ги гледаме служат точно за седење, или би рекле околу 270 столчина, ајде така да кажеме 100 луѓе кои може да стојат околу простум, се добива една убава сцена со една убава бројка на посетители. Но не би било тоа толку значајно и убаво ако остани само на тој дел. Тука авторот Јордан Грабл го додава и велелепното дело на Петар Мазев. Тоа се овие 2 керамопластични зидови, кои во едни фолклорни шари ни ја доловуваат повторно ни го доловуваат фолклорот на македонскиот народ, рачните изработки, нели сите оние килими, народни носи, секако по специфичноста на апстрактното дело на Петар Мазев. Ние знаеме Петар Мазев дека доста сака да работи во таа апстракција, така да и овие керамопластични форми се всушност дел од неговата идеја. И би сакал да напомнам дека уште една улога игра оваа училница, а тоа е кога доаѓаат поголем број на посетители, групи, посебно ќе ги напомнам детските екскурзии, кои се фактички она плодна нива за сеење на нашата историја и нашата култура. Тука седнуваат и нашите презентери, водичи, кустоси и ми објаснуваат сета ова, да ја наречиме приказна, нели, што всушност представува овој комплекс, што всушност ни доловува сета оваа уметност на Јордан Грабл. Секако, уште подобро, бидејќи во позадина се гледа самата купола или главниот дел од цел овој споменичен комплекс, споменикот Илинден. Конечно стигнавме до оној главен дел од споменичниот комплекс, а тоа е овој прекрасен и позантен споменик што се наоѓа позади нас со една доста интересна форма, можеби една од ретките на ниво на Европа, на ниво на свет, која што понекогаш на некои луѓе, на некои посетители им наликува дури на Вселенски брод. Да, наистина. Наоѓајќи се тука во подножието на самиот споменик, на самата купола, може да дефинираме дека неговата форма или од символичните представи на неговата форма, една од нив е и точно представата на Селенски брод, или како мнозина од самите посетители самостојно го препознаваат како Селенски брод. Дури тоа препознавање оди до таму што во еден од американските стрипови пред неколку години има насликано, тоест нацртано, направено стрип во кој овој наш споменик во една малце подруга поставеност ја представува една селенска станица која е приказна во самиот стрип. Исто така би требало да напомнам дека во рамките на бруталната уметност, нели, поствоениот период, оној социјалистички дел од нашата македонска историја, кога на површина излегува таа брутална уметност и овој споменик влага во тие рамки, но не само во поглед на македонската, нели, уметност, туку оди толку пошироко што дури и во Америка, во Њу Јорк, во нивниот музеј на современа уметност, многу често знае овој споменик да биде како дел од експонатите, секако во макетна форма.
А самата форма, кога гледаме тука на лице место или символика, може да ја доловиме и до представа на Боздоган, повторно нели оружје, која таа топка со тие шилци и овој мост кој се доаѓа до самиот споменик представува оружје повторно како и во гробницата символика на борбата на македонскиот народ во цела таа историја. Но разгледувајќи ги некои делови каде што и самиот автор се произнесува за оваа градба, имам сретнато дека всушност неговата идеја е да овој споменик биде жив организам, како што и Македонија и македонскиот народ е жив организам во текот на својата историја, така и овој споменик никнува од тлото, како жив организам од робството и се стреми во некоја своја абстракција да ја постигне можеби формата на вселенски брод, со што ќе се дигни во космосот или во апсолутната нели слобода, каде што нема граници, нема услови и предуслови. Дали се знае што представуваат сите овие елементи на овој споменик? Да, значи би почнале од елементот, нели од вратата, која ќе приметиме дека ја има формата на буквата М, или директното објаснување дека точно овде станува збор за представа на Македонија. Впрочем, и името, псевдонимот Македониум, кој го влечи како име на проектот. После тоа се она долно ниво каде имаме 4 прозорци, на кои страни се оформени уметнички галерии, направени директно и точно од раката на авторот Јордан Грабул. После тоа е второто ниво каде има 4 витражни прозори, кои ги прави Борко Лазески. Значи и онај четврт лик, онај четврт уметник кој учествува во ова велелепно дело, еден од основоположниците на современата македонска уметност. И 4 отвори горе, кои се на врвот на куполата или над самата, би рекол, Македонија, представуваат 4 факели на мирот и слободата, кои распространети се светат или ја покажуваат својата светлина на слободата кон сите страни на светот. Секако за сето ова да го видиме и да го доловиме вистински, треба да влеземе и во самиот споменик. Се наоѓаме во средишниот дел на споменикот Македониум. Кои содржини може да ги видат тука посетителите и на кои делови тој е поделен? Да, всушност веќе со самото влагање во главниот дел на овој спомен комплекс во споменикот Илинден или познат нели под псевдонимот Македониум, би сакал да почнам со една разлика помеѓу музеј и споменик, бидејќи се сретнуваме доста често со посетители кои при посета на музејот, на споменикот очекуваат тука да има музејски поставки. Значи секој споменик всушност самиот за себе представува поставка. Така да и овој споменик во својата содржина внатрешно е итекако богат со својата лична поставка. Имено на еден добар, на еден многу убав начин авторот ги осмислува историските периоди на Македонија и македонскиот народ да ги прикаже преку својата абстрактна уметност. Така да во првиот дел, на првото ниво, имаме 4 прозори. Секој од тие прозори се составени од одреден релјеф, кој па ги символизира или представува одредените историски периоди. Првата галерија започнува со преодбиничкиот период. Кога веќе почнуваме со разгледот од галерија, би сакал само малце на секунда да се вратиме на прва платформа каде што се оние пранги. Нели спомнавме дека еден од тие споменици, тоа се оние 3 пранги, онај момент кога македонскиот народ го губи својот ентитет. Точно тоа е тој период кој се објаснува во првата галерија. Имено на едниот зид апстрактен приказ на мајчината утроба или некој ембрион, клетка и нејзиното оплодување. Всушност, моментот кога македонскиот народ сваќа дека
преку борба и преку личен ангажман може да ја добие својата слобода. И тоа е онај символичен приказ дека треба да се роди новата генерација, генерацијата која ќе ја започне таа организација за борба, а додека на другиот зид, на десната страна, е приказ на осозреан ембрион или ембрион кој веќе е полн со мали делчина на рачина, ноđина на бебината. Значи, веќе се раѓа тој ново воплотен македонски народ. Наредната галерија, втората галерија, е приказ на илинденскиот период, или тука веќе како повторување треба да кажеме дека Илинденското востание, кое резултира во Крушево на 2 август 1903 година, на денот на пророкот Свети Илија, го добива своето име Илинденско востание, резултира според Смилевскиот конгрес, каде што за Битолскиот округ се одлучува да биде востанието во Крушево. Тука авторот повторно на еден абстрактен начин на левиот зид форми на борба. Имаме тела, човечки, делови од оружје, пушки, но околу цел тој релјеф има нешто кое ги заокружува, кое ги стега. Тоа е она робство кое од едната страна е раскинато со таа борба. Точно добивањето на слободата и прогласувањето на Крушевската република, кое може да напомнам дека иако траеше само 10 дена, после кои згасна со големиот напад на османлиите, со 15 до 20.000 на војска, мора да кажеме дека точно со тоа Илинденско востание се удира темелот на новата современа, би рекле, македонска држава или покажувањето на Европа за македонскиот народ и неговото битисување тука на овие делови на Европа и на Балканот. После тоа доаѓаме до делот кој е вечното почивалиште на претседателот Никола Карев. Имено 90-та година со големи државни почести е отворен отвор во самиот под на споменикот и во него се положени останките кои дотогаш се чувани во музеот на Илинденско востание во еден дрвен саркофаг, кој и ден денес го имаме како дел од нашето богатство во тој музеј. Знаеме дека Никола Карев беше избран како претседател на републиката. Таа република имаше своја влада, претседателна влада и сектори на одредените министерства. После нападот на османлиите, претседателот, штабот и дел од владата заминуваат во местноста Осој, каде остануваат живи, презимуваат. После тоа патешествието на Никола Карев е кон Белград, Софија, за да 2 години покасно, враќајќи се кон Македонија, преку реонот на Кочани, кај местноста Свиланово, биди предаден и убиен заедно со своите соборци. 50-тите години се неговите останки донесени во родното Крушево, а како што спомнав, 90-та година се положени тука во неговото вечно почивалиште. Кога станува збор за гробот на Никола Карев и за ова мермерна коцка која што е поставена, има малку неправилна форма. Дали покри целата ова символика на овој споменик и тоа има свое значење? Вистина една несекојдневна форма за која може би и се уште е недојаснето што всушност тука сакале да кажат со таа форма. Нели постои верување дека тоа е неостварениот сон на Никола Карев, да ја види целата македонска држава ослободена, но сепак реалното објаснување тука ни фали за формата на таа коцка. Понатаму се движиме кон третиот период или како официјално при изработка на овој споменик стои галеријата на Втората светска војна или народно-ослободителната борба. Иако тука јас би сакал да наведам дека по некои мои анализи се работи за приказ на балканските војни, кои можеби авторот вешто ги зацкриват зад заедничката федеративна историја Втората светска војна, сакајки да даде печат и на посовремената историја на македонскиот народ. Но според гравурите, според самиот релјефот на десниот зид и според мојата анализа која се уште се истражува и не можем да ја потврдам,
стои како теорија, нели? Се работи за Првата Балканска војна, гравура прикажана на борци кои се кон еден правец насочени. Низ нив во гравурата се гледаат некои спакнатини кои наликуваат на османските фесови или можеби на оние делови, оние топчина кои ги рековме во криптата. Во секој случај, како и да тоа ние го гледаме, ќе го гледаме периодот на Османската империја. А секако и човекот кој со камен во раката се спротиставува во таа гравура, во тој релјеф, јас сепак ценам дека тоа е Првата Балканска војна. За да и понатаму мојата теорија стои, од левата страна на ѕидот, на релјефот, имаме топчеста форма во центарот на релјефот, но таа топчеста форма како да се одземени три делови. А одстрана ги гледаме тие делови повлечени настрана. Меѓу тие делови имаме некои борбени орудија. Што нели, после 1912 година, после Првата Балканска војна, ние имаме конфликт на дел од нашите соседи, кој каква територија да земи од слободната, веќе ослободена наша Македонија. И тогаш се случува нели на губење на 70% од тогашната земјена територија. Но секако, за жал, за сега немам дојдено до писмен документ кој ќе го потврди ова моја теорија, но се надевам дека во идно време и тоа ќе, ако не повеќе, бар ќе знаеме дали е тоа така или таа теорија не е правилна. На крајот четвртата галерија е тука веќе е де факто и во сиот смисол крајот на Втората светска војна и јасно 1944 година. Од левата страна на левиот зид може да се види една символика на сонцето, еден приказ на сонцето, кој и како обичен символ, значи топлина, живот, на крајот без сонце не може да постои ни животот општо на планетата, но ценам дека сонцето е наш стар символ. Нели, ние имаме доста и археолошки истражувања, имаме црковни артефакти. На многу места сонцето е символ втиснат како жиг на сите тие делови. Иако можеби повлекува еден постар период на пајонците, пелагоните и така натаму. А додека од десната страна на таа галерија се нарекува се нарекува јаболко на раздорот, или една форма на една половинка јаболко кој е грицкано од сите страни, но во сршта, во центарот имаме фигура на човек со дигнати раце, што всушност го представува македонскиот народ кој како бранител, како чувар стои постојано зад својата слобода и зад својата територија. Кога сето ова ќе го вкрстиме или ќе го споиме, ќе дојдеме до центарот на споменикот, кој се нарекува вечен оган, или огнот кој гори во срцата на секој македонски човек, една пластична форма која повторно визуализира сонце. После завршувањето на овај прво ниво, се качуваме на второто ниво, каде Борко Лазевски, еден од најпознатите витражисти, повторно еден од основоположниците на современата македонска уметност, како и Петар Мазев надворни го доловува македонскиот фолклор или колорит на македонскиот фолклор. Така да кога имаме сонце, ние може да видиме како тие витражни стакла имаат рефлексија на некој шарен тепих, шарен килим, кој зависно од денот и од местоположбата на сонцето, такви шари прави на подот на споменикот или во самите делови на прозорите. И четвртиот дел кој се наоѓа, четвртото ниво во овој споменик, тоа се 4 отвори горе на врвот на куполата, кои се представени како 4 факели на мирот и слободата, горејки и осветлувајки на 4 страни на светот и прикажувајки како оваа македонска држава сега е слободна и независна своја територија. Поставеноста на тие 4 факели се така што се движат кон центарот на споменикот, кон оној вечен оган, така да многу едноставно ние може да знаеме дека факелите на мирот и слободата, семиотички енергијата ја црпат од нас, од луѓето, од македонците, кои преку нашиот оган за слобода и за мир ги палиме и ги одржуваме тие 4 факели да горат над македонската
држава. Така да тоа е еден сеопсежен комплет на приказот, на апстрактниот уметнички приказ на авторот, преку кој тој ја сублимира целата таа наша историја, која е, почнувајќи од илинденскиот период, па до Асном, кога се формира, нели, и нашата прва држава во рамките на Федеративната Југославија. Македониумот останува да биде паметник, сведок и чувар на нашата историја, на борбата за слобода и создавањето на сопствена македонска држава, а воедно едно од најпосетуваните места, не само во Крушево, туку и во нашата држава.